Adobe Photoshop пристигна во ChatGPT. Компанијата Adobe интегрираше неколку своји програми во ChatGPT бесплатно, а покрај Adobe Photoshop, тука се и Adobe Acrobat и Adobe Express. Најдобро од се, не мора да разбирате како функционира која било од овие програми. Во ChatGPT едноставно опишувате што сакате користејќи природен јазик, а програмите го прават тоа за вас. Наместо да генерираат статична слика или документ, апликациите ви даваат лизгачи за контрола и опции директно во ChatGPT, така што можете да ги прилагодувате резултатите се додека него добиете точно она што го сакате. Adobe Express е дизајниран за брзо креирање документи со шаблони, покана, фактура, додека Acrobat се користи за уредување PDF документи. Како функционира Photoshop? Прикачување. Прво, влечете слика во лентата со информации на ChatGPT за да ја прикачите. Уредување со текст. Потоа барате од ChatGPT да го изврши уредувањето во Photoshop со едноставна команда, например, конвертирај ја оваа слика во црнобела со помош на Photoshop. Прилагодување. Кратко потоа, ChatGPT ќе ви покаже слика конвертирана во црнобела и ќе ви даде лизгач за интензитет, а за да ја контролирате јачината на ефектот. Комплексни барања. Дури и не треба да знаете кои алатки ги сакате. Например, ако напишете прилагоди експозицијата на сликата, ChatGPT ќе ви ги покаже лизгачите за експозиција на Photoshop, може да побарате и додај некои ефекти на сликата, а ChatGPT ќе ви понуди прегледи на 5 различни ефекти. Селекциите на ниво на Photoshop исто така може да се контролираат со природен јазик. Например, примени Halftone Color, Halftone Color, ефект на целата слика, освен за косата на ова лице, а ChatGPT автоматски ќе го изврши маскирањето. Секоја креација вклучува копче отвори во Photoshop га што ја стартува датотеката во Photoshop на интернет. Иновација од Samsung, сензор со перформанси на глобален шатер за чисто снимање движење. Samsung подготвува одговор на најголемата болна точка на мобилната фотографија, снимањето објекти во брзо движење. Дознајте како новиот хибриден сензор од 12 мегапиксели планира да елиминира дисторзијата и доцнењето на блендата кај идните Galaxy телефони. Ахиловата пета на модерните телефони и покрај нивните импресивни спецификации и моќни процесори, одсекогаш била неспособноста ефикасно да се справат со снимањето објекти во брзо движење. Токму овој проблем најчесто резултира со непријатна дисторзија, искривување на сликата, позната како желе ефект. Сепак, според најновите извештаи од Јужна Кореја, Samsung развил ново хардверско решение кое би можело трајно да го реши овој проблем и значително да го подобри квалитетот на видеото. Станува збор за нов сензор за камера кој, иако технички се уште користи технологија на Rolling Shutter, постигнува перформанси на ниво на глобален шатер. Rolling Shutter ги снима податоците од сликата линија по линија, што предизвикува дисторзија при брзо движење. Новиот хибриден дизајн на Samsung има за цел да го елиминира ова доцнење, овозможувајќи сликата да биде прочитана речиси истовремено, слично како што функционира глобалниот шатер. Оваа иновација се очекува прво да дебитира во премиум, флагшип моделите на компанијата.